Најпрвен добар ден, почитувани пријатели, љубители на македонската историја. Најпрвен да се извинам што малку подолго чекавте за оваа втора сезона од моите подкасти, меѓутоа сепак јас многу малку во тие подкасти зборувам за дневната историја, повеќе зборувам за македонската историја, а во таа насока треба дополнително сегаш да се прочитаат нови книги, нови документи. Сега имаме многу YouTube подкасти, да изгледаме нови YouTube подкасти и кога ќе настапиме да настапам со сериозни аргументи. Во таа насока сега почнуваме, односно ја продолжуваме приказната за македонската историја со темата зошто бугари и устав. Зошто го избрав прво оваа име? Го избрав оваа име затоа што под името Бугари и устав се води битката, не сакаме бугари и устав, се води битката на најголемите македонски националисти и патриоти против влезот на бугарите во уставот на Република Македонија. При што ова име го ставив намерно за да уште еднаш го разобличам српскиот контекст на тој отпор. Именно самата реченица која стана синоним за тој отпор е чисто српска реченица и нема врска со македонскиот јазик. Вида толку многу се вкорени што гледам дори бугарските аналитичари и политичари кои зборуваат за овој проблем исто го користат терминот бугари устав, мислат најверојатно дека тоа е македонски јазик, па еве да ни угодат. Значи, бугари устав е реченица која е чисто српска реченица. Македонската реченица за истата таа тема е зошто бугарите во уставот, или само бугарите во уставот. Знаеме дека македонскиот јазик го има членот кој конкретизира, инаку вака бугари во устав, и јас сум против тоа, затоа што ќе значи сите бугари од цел свет во устав кој е неодреден. Така што да почнеме темата зошто бугарите во уставот на Република Македонија. Прво, ќе се задржам, првиот дел ќе биде со повторување на теми кои веќе сте ги чувале и од други аналитичари и политичари кои ја поддржуваат тезата за влезот на бугарите во уставот на Македонија, на Република Северна Македонија, а веќе вториот дел ќе бидат некои оригинални моменти зошто треба бугарите, што можеби не сте ги ни чули, најверојатно не сте ги чули, зошто бугарите треба да бидат во уставот на Република Македонија, конкретно и да одговориме на некои прашања, односно што ги поставуваат најголемите противници на оваа тема. Прво со формалниот дел. Зошто бугарите во уставот? Затоа што тоа е влез на Македонија во Европската унија, затоа што со тоа го решаваме францускиот предлог и конечно Република Македонија почнува својот пат кон формализирањето на својот влез во Европската унија. Во таа насока гледаме дека во меѓувреме Албанија и Црна Гора веќе дојдува во својата завршна фаза, која ние исто така заради нашиот преголем патриотизам ја испуштивме. Второ, зошто бугарите во уставот? Затоа што тоа е концептот на Македонија. Знаете, кога зборуваме за влезот на бугарите во уставот во Македонија, често се нешто мериме со Бугарија, тоа го поставуваме како прашање дали ќе излеземе во пресед на бугарската политика, нема да излеземе, дали ќе ги слушаме, нема да ги слушаме. Јас, кога зборувам и за македонската историја, во врска со таа општа историја со Бугарија, и сега кога зборувам за влезот на бугарите во уставот на Република Северна Македонија, тоа го зборувам единствено како македонско прашање. Ние тоа треба да го направиме за себе, не за некој друг. Не заради францускиот предлог, не заради тоа што го бара Бугарија, туку треба да го направиме заради самите себе. Затоа што тоа е концептот на Македонија, тој концепт бил од времето на Илинденското востание, тој концепт се повтора во времето на Асном, а именно Македонија, тој концепт се отвара конечно после со, ако сакаме, со Охридскиот рамковен договор уште еднаш, затоа што
концептот на Македонија е голема отвореност према сите етнички заедници. И во таа насока, или според новиот устав, според сите делови од народи во кои живеат на територијата на Република Македонија. Одиме понатаму. Зошто бугарите во уставот? Затоа што на тој начин конечно и го добивам индиректното признавање, тоа што исто така многу пати сте го чуле досега од разни политичари во Македонија, имено со тоа практично се прави индиректно признавање на македонската нација. Значи, оној кој сака да биде македонска нација, нека си биде македонска нација. Оној кој сака да биде бугарин, македонски бугарин, исто така може да си биде и едноставно поголемо признавање од тоа не постои. Зошто работата се води на ината страна на некои македонски политичари, не ми е јасно. Одиме понатаму. Заради преамбулата на Република Македонија, мораме да се согласиме дека ваква преамбула ретко ќе најдете во било кој устав во светот. Од кај дојде оваа преамбула? Таа преамбула дојде после преговорите во Охрид, кај што се утврди дека во преамбулата на Уставот на Македонија ќе пишува само дека тоа е граѓански устав и дека Македонија е граѓанска република на сите граѓани кои живеат во државата. Кога се вратиме во Скопје, одредени поединци од македонската политика заради големата преамбула почнаа да дискутираат како тоа македонската нација да ја нема во преамбулата на Уставот на Република Македонија и од многу патриотизам дојдовме до една преамбула која просто на некој начин можам да кажам дека дури е и смешна и повторно ќе кажам ја нема таква преамбула, не можете да најдете нигде во светот. Во ниеден устав. За тоа како дојде до таа промена неколку пати Владо Поповски како учесник на преговорите во Охрид има неколку интервјуа кај што точно добро го објаснува како тоа договореното Македонија да биде граѓанска, уставот да биде граѓански, после во Скопје се преговараше уште 10 дена за да дојдеме до ова, јас пак ја наречам несериозна преамбула. Ајде што е несериозна, преамбулата дури прави на таква поделба на граѓаните на Македонија што просто е несватливо. Прво, прави прави 4 структури на граѓани. Прво, нели, македонската нација, па второ, албанците со нивниот дел, нели, на преамбулата, па на трето место доаѓаат делови од народи што се спомнати, како што се да речеме власи, турци, срби, роми, и на крајот доаѓаме до делови од народи кои воопшто не се спомнати во уставот на во преамбулата, како што да речеме се во конкретниот случај бугарите, хрватите, словенците, црногорците, евреите, египјаните, сите тие кои треба да влезат во новата преамбула. Што е тоа што Македонија може да го изгуби со една таква преамбула, јас не сум свесен и навистина драматиката која се прави од страна на некои опозициони лидери тогаш, а сега за жал најодговорните луѓе во владата на Република Македонија не можам да ја сватам. Значи да се драматизира нешто со зборови, тоа ќе биде катастрофално ако влезат бугарите заедно со останатите делови на народ во преамбулата во Македонија. Тоа е нешто што Македонија не може да го прифати, тоа е нешто што е виткање на кичма. Просто се едноставно драми кои се чисто во функција на политиката, односно чисто во функција некој да и се допадне на Србија. Значи, изворен интерес македонски за целата таа приказна јас не гледам и не постои. Впрочем, го поставам прашањето што ако ние утре ги внесеме бугарите во преамбулата на Уставот на Северна Македонија и тие речат веќе ништо не важи, ништо нема да прифатиме. Што е тоа што Македонија ќе го изгуби? Ништо нема да изгуби. Едноставно, нешто што било за сите, го даваме уште за 6 делови на народи и тоа е, нели,
без сомнение само една големина на Македонија од која навистина не може ништо да се искупи. И сега доаѓам, со тоа го завршувам првиот дел на работи кои што веќе сте ги чули и од други аналитичари, а сега веќе поминувам на вториот дел, кај што сакам да одговорам на некои прашања кои беа поставувани од разни противници на влезот на бугарите во уставот на Северна Македонија. Прво, бугари никогаш не имало на територијата на Северна Македонија или воопшто Македонија, и затоа нема што тие да бараат во уставот на Република Македонија. Второто прашање, Бугарија никогаш не и помогнала на самостојноста на Македонија и на Македонија, и затоа немаме никаков однос и према Бугарија како држава. Третото прашање е, македонските бугари никогаш ништо не направиле за самостојноста и независноста на Македонија. И четвртото прашање е, македонските бугари никогаш ништо не направиле за македонската нација. Па еве поред вака да одговорам на сите овие прашања. Прво, одиме со бугари никогаш немало во Македонија, на територијата на Македонија, и нема што тие да бараат, и кога некои луѓе се декларираат во Македонија за бугари, официјалната политика ги третира како вонземјанци, нели, како некои кои паднале од Марс, во најмала нели смисла на зборот, нели, некои кои се платени од Бугарија, тука нема никаква врска со никакво чувство. Единствено се признава чувството на бугарското чувство на некои кои во времето на Југославија се додени од Јужна Србија, од Босилеград, Димитроград, и покрај тоа што и тие не смеат, многу од тие не смеат да се изјаснат. Не знам, тој толку набиен страв од југословенско време што во Србија се декларирале како бугари, а овде доаѓајќи на територијата на Македонија, може би старите да, ама нивните деца никако не смеат, се плашат да се изјаснат како бугари во Македонија, за да не им се смеат комшиите, да не им се смеат пријателите, да не им се смеат школските, нели, другари и другарки. И тоа е, за жал, еден многу лош феномен за нашата држава. Меѓутоа, ајде да ги оставиме тие бугари од Димитровград и од Босилеград на страна, да погледнеме дали на територијата на Македонија имало некојаш бугари. Значи, за да се дискутира на таа тема, навистина треба комплетно да си абстрахиран од сите факти, треба да си абстрахиран од целата историја на Балканот, и конечно во твојата глава или да постои структурна неписменост кога читаш историски материјали, или толку да си обземен со ирационална омраза према бугарите, која е насадена од времето на Југославија. Морам да признам дека и тие малку помогнаа, нели, со нивната политика околу ветото, што навистина да не сакаш да ги погледнеш фактите. За тоа присуство на бугарите на територијата на Македонија, географска и Северна Македонија, ќе зборувам многу понатаму во другите историски прилози, меѓутоа ајде сега само вака да нафрлам. Значи, за присуство на бугарите на територија на Македонија можеме да зборуваме од времето на чудата на Свети Димитрий, кои никогаш целосно не се преведени во Македонија. Значи, тоа е негде таму 6 век, во кој, нели, во тие чуда на Свети Димитрий точно се дава опис на доаѓањето на бугарите на Балканот заедно со словените и нивната заедничка борба против Византија во целото тоа време. На нивниот водач Кувер, кој бил на територијата на Пелагонија, а за тоа најдобри извори имаме точно и најдобри докази имаме кај македонскиот археолог и историчар господинот Иван Миколчич, професор на Скопскиот универзитет, починат пред неколку години. Понатаму, бугари има во Македонија од времето на Виничката икона. Значи, повторно
нели пронајдок на македонските археолози, каде што таму има исто така икона, кај што јасно на иконата пишува Булгар. И таа икона еднаш ја покажуваме, еднаш ја криеме, повторно ја покажуваме, пак ја криеме. И сега не знам што е историјата со таа, нели, теракотна икона. За присуството на Бугарија имаме во хрониките на седмочислениците, каде што многу јасно се кажува и се зборува дека тие од Моравија дошле на територија на Бугарија и дека во тоа време, нели, Охрид, па и цела Македонија била под власт на бугарскиот цар, нели, Борис. За Бугарија многу јасно зборуваат целата меѓународна историографија, а сега мислам дека веќе признавме и ние со историската комисија дека државата на цар Самуил се викала Бугарија, што кој за секој кој малку од малку чита, значи тоа е јасно. За бугари во Македонија да не зборуваме за средниот век, да зборуваме за времето на природбениците, каде што за жал македонските природбеници најчесто за населението кое е присутно на територијата на Македонија исто така зборуваат како бугари. Конечно, да не зборуваме за уставот на првата македонска револуционерна организација. Тој устав не го објавил никој бугарин, туку го објави прв пат во светската историја нашиот историчар, односно во тоа што е интересно во југословенско време, Кантарџиев, кој има на интернет можете да најдете живи изјави од интервјуа кај што се фали дека тој е првиот пронаоѓач на уставот на Българско-македонската одринска револуционерна организација. И она што е поинтересно за нас, таму во 4 члена пишува дека таа организација е направена за заштита на бугарското население во Македонија. Тој устав подоцна е потврден и од професорот Ванчо Ѓорѓиев или Ѓорѓиевски, кој денеска е председател на Комисијата за општа историја меѓу Македонија и Бугарија, кој објави една книга Устави и статути и документи на историското ВМРО, кај што таму потврдува дека тој устав прв е веродостоен и го пренесува скоро во целост. Конечно, вака скокаме аргументи да дојдеме до турските пописи. Колку што постојат турски пописи, сегде јасно е потенцирано дека најголемиот број на население во географските граници на Македонија е бугарското население. Зошто го правеле тоа турците на нивните пописи не ми е јасно. Меѓутоа, тоа е така за жал. Конечно, кога ќе ги погледнеме и сите книги, дури и политички платени, независно дали се по српско влијание, по грчко влијание, разни меѓународни интереси на големите држави, и ќе видиме дека сите зборуваат за бугарско, грчко, српско население, нормално турско, муслиманско население, значи само зависи од пропагандата, се зголемува и се намалува бројот на српското, бугарското или на грчкото население. Значи, да зборуваме дека во Македонија никогаш немало бугари и за тоа немаме потреба ни да ги ставиме во уставот, е навистина чисто пропагандна позиција која едноставно може да се дискутираат меѓу нив пропагандисти, меѓутоа некој што се занимава навистина со сериозни аргументи, тешко ќе може да го каже сето тоа. Затоа дури исчезнувањето на бугарите во актуелната Македонија денеска е интересен феномен кој ќе го одговараме друг пат, нема да се занимаваме со него, како може едно такво документирано присуство низ историјата, низ вековите денеска да се претвори во една бројка од 2-3 илјади.
меѓутоа и каде исчезнаа тие бугари, ќе зборуваме по некои други тематски историски емисии, подкасти. Сега, тоа е одговор на прашањето нема бугари и устав, затоа што никогаш бугари немало на територијата на Македонија. Многу накратко одговоривме дека токму спротивното, дека бугари од 6 век се присутни на територијата на Македонија и тоа е некоја чувство на одговорност да се вметнат во уставот на Република Северна Македонија. И се одиме понатаму, Бугарија никогаш не помогнала на Македонија. Напротив, ако ја погледнете повторно историската документација и историските книги, ќе видите дека Бугарија е држава која најмногу помагала на македонското население и народ, а впрочем за тоа нема поголем доказ од тоа кој ќе погледнете фактот кој од време на време и самите го кажуваме, дека во сите тешки времења, дали во обично турско време, османлиско време, дали во креснанското разловачкото восстание, дали во илинденското восстание, македонците секогаш бегале во Бугарија. Значи, класичен пример за тоа е што денеска 1/4 од бугарите велат дека тие имаат некакво македонско потекло. Значи, таа бројка е неверојатно голема. Значи, Бугарија секогаш била засолниште на македонците. Зошто не бегале во Грција, зошто не бегале во Бугарија, зошто бегале од Турција? Тоа е прашање кое е сосема друго. Меѓутоа, зошто бегале во Бугарија? Најверојатно се чувствувале таму најпријатно, таму се чувствувале најкако дома. Второ, македонските револуционери целата своја револуционерна борба ја правеле во Бугарија. Значи, револуционерната борба ја правеле во Македонија, меѓутоа логистиката ја правеле во Бугарија. 95% од оружјето стигало од Бугарија. Фабриките за бомби, за поправка на оружје била на територијата на Бугарија. Конечно, ранетите секогаш биле пренесувани во Бугарија и биле лечени во бугарските болници, а и конечно комитите биле од ако не се лажам од Ѓурѓов ден па до Митров ден. Значи зимно време комитите се криеле, војводите се криеле, кај се криеле? Се криеле најмногу од нив во Бугарија. Ајде обичните комити си оделе дома, ама сите оние што биле главни структура на ВМРО и на револуционерната организација оделе во Бугарија да се кријат. И оттаму логистички се подготвувале за новата пролет и за новите битки натре во Македонија. Значи, Бугарија е таа која ја давала целата логистичка поддршка. Нормално имало многу и разочарувања, меѓутоа за разочарувањата ќе направиме една посебна, исто така подкаст емисија, кај што ќе зборувам за разните, разочарувања, па дури и предавства на бугарската политика на македонските, интереси. Меѓутоа сега го гледам оној, квалитетниот дел. Конечно, дали Бугарија помогнала на Македонија, сега ќе спомнам еден дел кај што конкретно, со многу конкретни дела, помогала на историското ВМРО. Имено ќе се задржам малку на Гоце Делчев, како наш најголем револуционерен идеал и идол. Во таа насока, ќе го поставам прашањето од каде иде славата на Гоце Делчев и од каде иде големината на Гоце Делчев. Значи, тоа се спомнува и во македонската историографија дека тој е организатор и основач на Четничкиот институт. Што значи Четничкиот институт? Значи, пред Четничкиот институт ВМРО, односно ТМОРО, во тоа време, се подпирал на така наречени тројки и се подпирал на одредени ајдутски чети. Значи, луѓе кои до вчера биле ајдути,
се разговарало со нив и тие прифаќале да бидат некаква, да речеме, некакви вооружени мини чети на, да речеме, на организацијата. Меѓутоа, со тек на време се дошло до сознание дека треба да се формираат вистински чети, нели? На некој начин денеска кажано, што се четите во тоа време? Тоа се паравојни формации, нели? Кои историското ВМРО ги формира. Сега, таа улога ја преземал Гоце Делчев и ајде да видиме како е формиран Четничкиот институт. Прво, Четничкиот институт е формиран со подпис од името на Централниот комитет на Гоце Делчев, од името на Врховниот комитет со Борис Сарафов и од името на бугарските војни дружества, мислам дека е правилно името, не ме фаќајте за збор точно за, нели, за формалното име, значи на бугарски старешини кои сакаат ослободување на Македонија. После подпишувањето на тој документ, значи се преминува на формирање на чети. А четите што се? Четите се чети. Четите се војна формација. Војна формација не може да формира некој до вчера што бил во тројка или некој што бил нели ајдутин. Значи четата мора да ја формира обучен офицер. И за таа цел Гоце Делчев ја дава дозволата за влез на бугарски старешини, нормално претходно, нели, си даваат оставка од местото старешина во бугарската армија, да влезат и да ги формираат четите на ВМРО. Значи, пред Илинденското восстание и во самото Илинденско восстание, во Бугарија, во Македонија, Гоце Делчев дозволил да влезат 50 бугарски старешини, 50 на бугарски старешини, нормално многу од нив нели со македонско потекло, меѓутоа многу од нив и се со чисто бугарско потекло, кои во македонската историја понатаму ние ги спомнуваме и ги доживуваме како многу наши. Ги доживуваме како да се дел, како да се од Прилеп, како да се од Костур, како да се од Штип. Меѓутоа, кога ќе ги погледнеме нивните биографски податоци, ќе видиме дека се работи за чисти бугари, родени од централна, од источна Бугарија и кои во својата крв немаат ништо во македонско. И сега, кои се првите такви бугарски старешини кои влегуваат на територијата на Македонија со согласност на Гоце Делчев и Централниот комитет на ВМРО и се станати практично дел од македонската историја. И тоа тие се дел и од општата историја. Значи, ќе го спомнам Михаил Апостол Попето, роден од Радомир. Марко Лирински е роден од Котел, а е Лирински затоа што бил војвода во Леринско. Христе Чернопеев е легендарен лик на македонското револуционерно движење, ама за жал тој е роден исто така во Ловеч. Крсто Българијата е роден од Враца. Има неколку десетици зачувани писма меѓу Гоце Делчев и Крсто Българијата. Тома Давидов дори бил, ми се чини, мајор на бугарската армија, а Гоце Делчев го става како воен началник на целиот Битолски округ. Значи, практично, Битолскиот округ, кај што се крева точно нели најакото илиндинско восстание, вклучително нели Крушево, значи бил под директна организација на бугарски мајор Тома Давидов во конкретниот случај. Атанас Бабата од Пазарчик. Петар Јуруков, тиквишкиот војвода, од Карлово. Значи, тој е не само што бил пријател голем на Гоце Делчев, туку после бил пријател многу голем на Јане Сандански. Учествувал во аферата Мистон и многу други нели битки. Конечно, Тане Николов од Хасково. Кој е Тане Николов? Сите знаеме за битката на ножот
нели тоа е најголемата битка на ВМРО после Илинденското востание. Меѓу со турците, а инаку се предаде нели за жал од македонските српски четници. Значи главен командант на битката на ножот е Таня Николов. Да не зборуваме дека во таа битка 50% од загинатите се исто така бугари кои немаат никаква врска со Македонија, туку се дојдени да се борат за Македонија. Одиме понатаму. Михаил Грджиков. Михаил Грджиков е еден од најдобрите пријатели на Гоце Делчев, а после останува најдобар пријател и на Јане Сандански. Значи, Михаил Грджиков го зборуваме со полна уста кога треба да кажеме дека е пријател на Гоце Делчев и на Јане Сандански, а забораваме дека Михаил Грджиков е точно командант на Одринскиот округ и е командант на делот што бугарите го викаат Преображенско востание, Преображенски дел од Илинденското востание, односно тој е командант на Илинденското востание во Одринско. Одиме понатаму, да не зборуваме за Пео Јаворов. Тој е исто така, нели, првиот биограф на Гоце Делчев, голем пријател на Гоце Делчев, исто така познат бугарски писател. Одиме понатаму. На времето кога во Македонија се пееа македонски кометски песни, кога се правеа кометски вечери во ВМРО, немаше кометска вечер да не се пее на песна "Слушам кај шумат шумите, плачат за војводата Капиденот, Костадин Капиденот". И тој Костадин Капиденот е исто така од Бугарија, таму негде од западна Бугарија, ама еве, гледате, останала песната во македонскиот народ "Слушам кај шумат шумите". И конечно доаѓаме до еден од можеби најславните бугари во македонската историја, Тодор Паница, кој е познат по тоа што роден од Орахово, е познат по тоа што ги уби командантот на Илинденското востание Борис Сарафов и председателот на Централниот комитет по чие покровителство се крена Илинденското востание Гавранов. Зошто е познат? Затоа што се уште не можеме да се одделиме од идеологијата, во која идеологија сите што биле со Јане Сандански, се што направил Јане Сандански е многу свето, многу убаво, многу македонски, при што дори му простуваме што еве Јане Сандански бил толку голем пријател со Тодор Паница, еден чист бугарин. А многу е интересно и околу Јане Сандански најголемите пријатели исто така се чисти бугари. Значи Христо Чернопеев, овој Петар Јуруков што го спомнав, Тодор Паница, Таня Николов исто така бил со Јане Сандански. Значи, Јане Сандански, кога федералистите, кога ќе ги направите анализа, ќе видите дека повеќе се чисти бугари отколку македонци. Македонците биле со централистите, нели? Не со федералистите во втората фаза. Така што, еве, тоа е дел од приказната дали Македонија, односно Бугарија и помогнала на Македонија во незината битка за самостојност. Конечно, кога зборуваме за таа помош на Бугарија за битката за самостојност, ќе дојдеме и до 90-та година, 91 година, кај што ќе потсетиме дека Бугарија е таа која прва ја призна Македонија, наспроти целиот свет, и не знаеме што ќе се случеше ако Бугарија не ја признаеше Македонија, најверојатно можеше да влеземе во еден циклус како Црна Гора, нели така? Бугарија ја даде првата економска помош на Македонија кога беа блокадите дееднаш од Грција, дееднаш од Србија.
Значи, најголем дел од стоките суштински за Македонија доаѓаа преку пристаништата во Бургас и во Варна. Конечно, да не зборуваме дека Бугарија даде и огромни количини на оружје, а да не спомнуваме претходно дека македонското оружје за кое плаќаа македонските граѓани, југословенската, односно српската армија си го однесе на најбрутален начин од територијата на Македонија. Значи, тоа се сака само на краток начин одговор на прашањето дали Бугарија и бугарите и помогнале некогаш на Македонија самостојна и независна, а да не зборуваме дека нели бугарската политика нели долго време била прво за автономија, после за самостојност на Македонија, кога сите други политики на Балканот биле нели само за поделби. Факт е дека после прават катастрофален чин со нели договорот за првата Балканска војна, после и за втората Балканска војна, меѓутоа тие нивни нели предоства ќе ги зборуваме во една посебна приказна и во еден посебен подкаст. Сега, дали бугарите направија нешто за самостојноста на Македонија 44-45 година со Аснон. И тука гледам исто така имаме засилени нели македонски големи патриоти кои кажуваат кај беа бугарите, кај беа македонските бугари, не сега бугарите, туку македонските бугари во Аснон. Вака мораме да кажеме дека македонските бугари беа во Аснон и тоа е сега тука една така малку сега влегувам во фаза кај што историските шлаканици ќе одат и према македонската историографија и према бугарската историографија. Значи, нели, кај што бугарската историографија вели дека Аснон е комплетно дело нели на Титовите комунисти, на Титова Југославија, меѓутоа за жал приказната која ќе погледнеме во суштина не е баш така. Значи, прво ќе расветлиме еден дел кој, морам да кажам, дури неодамна ми се осветли, а тоа е практично историјата, нели? Не можеме се да знаеме однапред, колку повеќе читате, толку повеќе откривате работи. Имено Библиотека Струмски, тоа е еден онлайн портал кој многу често го користам. Значи, на Библиотека Струмски може да најдете минимум 1000 книги и може уште толку разни документи. Меѓутоа посебно се интересни книгите. Човек да се шокира колку и покрај тоа што нели македонскиот јазик е кодифициран 45-та година, значи ќе се шокираме колку македонските револуционери, македонските интелектуалци, македонците воопшто, па дури и уметници ако сакате, во сферата на уметноста биле писмени и колку сакале да пишуваат. Значи, на таа онлайн библиотека барем постојат 1000 книги на најразлични личности, некои што нели ги знаеме, меѓутоа најголем дел од нив не ги спомнуваме во Македонија дека постоеле како македонски личности, кои нели објавуваат цели книги, пишуваат цели книги и даваат некои сегменти, некои за револуцијата, некои опишуваат настани од територијата на Македонија, некои се посветени само на робството на Македонија, меѓутоа сите тие се македонци. Сите тие се македонци. И пишуваат дел од таа македонска историја. Сега на тој портал Библиотека Струмски ми излезе еден текст напишан од Дино Ќосев 1951 година во весникот Работничко дело. Текстот го има на мојот Facebook
портал, пред 1-2 месеца, 3 го објавив, целиот документ. Сега, кој е Дино Ќосев? За него ќе зборувам и малку подоцна. Дино Ќосев е човекот кој 32 година, кога Коминтерната отворила дискусија дали има потреба од поддршка на нови нации и јазици во Европа, напишал реферат со кој кажува дека има потреба македонската нација да се формира. А подоцна е земал улогата да биде и преседател на комисијата во Коминтерната за формирање на македонска нација. Значи, некој кој е, инако тој е член на Обединета Македонија, роден од Кукуш, од истото место кај што и Гоце Делчев. И сега тој Дино Ќосев во 1951 година, кога настанува идеолошката кавга Тито Сталин, пишува еден текст во работничко дело, кај што вика дека Ванчо Михајлов и директно и индиректно се преку своји посредници стапил во контакт со Титовите партизани 44-45 година, а 45 година, односно 44 година кога доаѓа во Македонија, познато е тоа доаѓање на Ванчо Михајлов во Македонија. Тоа до сега се знаеше во светло дека Хитлер го платил да прави самостојна Македонија. Меѓутоа овој кажува тука он дека се сретнал со представниците на Комунистичката партија на Македонија и практично се договориле за некаков тип на соработка, што текст што ја менува целиот историски поглед и на македонската историографија, меѓутоа и на бугарската историографија. И тој наведува пример дека како доказ за таа соработка е што 4 ванчовисти се членови на АСНОМ. Тоа за мене беше шокантно, иако кога гледав претходно списокот за кој сум зборувал на АСНОМ, таму ми остави навистина ми остана така некако нејасност. Беа наведени списоците на Јордан Чкатров, тој е најпознатото име, најпознатиот, најголемиот ванчовист во Втората светска војна што останал во Македонија. Меѓутоа, него го пишува како делегат на, тоа може да го проверите на интернет, го пишува како делегат на АСНОМ, и Трајко Чундев. Трајко Чундев е човекот кој е преседател и главен на акционите одбори кои ги причекувале бугарите 41 година. И просто тоа не знаев како да си го протолкувам. За овие другите двајца што после ќе ви ги спомнам, немав сознание, меѓутоа после кога проверив испадна дека е така. Значи тој кажува дека како договор меѓу комунистите и ванчовистите имало 4 делегати на АСНОМ де факто ванчовисти. Значи Трајко Чундев, Јордан Чкартов, Стерио Боздов и доктор Гичев, Тодор Гичев, мислам дека од Штип или од Велес. Кога ги проверив после ова малку под биографиите на овие личности, Стерио Боздов и покрај тоа што е влав, тој е ванчовист. Како што има и многу други власи кои се ванчовисти, нели, впрочем и супругата на Ванчо Михајлов е, нели, влаинка. Меѓутоа тие другите се тројца чисти македонски бугари на кои била укажана, нели, покана да учествуваат на АСНОМ, а Трајко Чундев дори е член на јазичната комисија. Подоцна Јордан Чкатров и Трајко Чундев се судени и практично и се убиени во затвор. Видите сега што кажува овој Дино Ќосев. Дино Ќосев кажува дека тие двајцата се убиени подоцна во втората фаза како сведоци на тој договор меѓу Ванчо Михајлов и македонските комунисти. Сето ова мора да се гледа преку идеолошкиот напад од 51 година. Меѓутоа, аргументите се прилично сериозни за да можеме и да поверуваме во нив.
Конечно, тој спомнува дека Јордан Чкатров во самиот судски процес се повикал на договорот меѓу Ванчо Михајлов и дали Михајло Апостолски или некои други комунистички лидери. Тоа е работа која сигурно може да се провери ако тие архиви воопшто уште постојат за Јордан Чкатров. Така што ја лоциравме првата четворка на македонски бугари. Пак ќе кажам, ова е непријатно и за македонскиот историски расказ, меѓутоа и за бугарскиот историски расказ. Значи, тоа е првата четворка што ја лоциравме на докажани македонски бугари кои учествувале во Асном. Вторите, кои почнав малку вака да чепкам по имињата и верувам дека има многу повеќе, меѓутоа овие двајца вака полесно ги лунцирав, тоа се можам да ги наречам како граѓански бугари, значи докажани македонски бугари, кои не значи дека биле ванчовисти, меѓутоа ја прифатиле соработката со Бугарија. Првиот е Кирил Жирновски, за кој има фотографии како го пречекува цар Борис, меѓутоа од друга страна го гледаме како делегат на Осном. И Ѓорги Попшоп Трајанов, човекот беше жив до 90-та година, беше жесток противник на Блаже Коневски, негде се не знам до 90 или 89 година, јас имав можност да се запознавам таму 80-те години со него. Значи тој беше, пазете, тој е доктор по лингвистика на Сорбона, учествува во првата истојазична работна комисија, меѓутоа 1942 година тој од страна на бугарските фашисти е ставен како прв директор на Народната библиотека во тие. Значи, бугарските окупациони фашисти ја формираат Народната библиотека во Скопје и прв директор го става токму господинот Ѓорги Шоптрејанов. Така што кога ќе се погледнат тие листи на првиот и вториот Асном, ќе видиме дека тука сигурно ќе изгледат и многу други личности кои претходно учествувале во бугарската окупациона политика, меѓутоа членовите на Народниот фронт после нашли за сходно да ги викнат и да ги повикаат на нивна страна. И конечно доаѓаме до третата група на македонски бугари, тие се најинтересните, тоа се македонски партизани и македонски комунисти, кои јасно и недвојбено се бореле против бугарските фашисти до тогаш. Меѓутоа, после 45-та година, значи сваќајќи дека Македонија тргнува во пат на брзата србизација на македонскиот национален простор, едноставно повторно се враќаат на она што сметаат дека биле претходно и се тие многу јасни по нивната приказна дека се чувствуваат македонски бугари. И тука ќе спомнам дел од нив. Значи, прво Венко Марковски е човекот кој ја напишал првата книга на македонски јазик. Венко Марковски дури е најпознат од сите тие имења. Значи, човекот кој ја напишал првата книга на македонски јазик, бил член на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, бил партизан, се борел против бугарските фашисти, бил член на президиумот на Асном и после, едноставно човекот сваќа дека оваа србизација што почнала со Лазар Кулишевски не може да се трпи и си заминува за Бугарија и е јасен во своите чувства дека е македонски бугарин. Пеце Трајковски, тој е командантот на најголемата партизанска бригада Гоце Делчев, која инаку е формирана страна на Бугарската комунистичка партија, меѓутоа во неа биле македонски резервисти, членови на ВМРО обединета. Значи, тој е командант кој доаѓа, кој влегува во Македонија од страна на Бугарија. Пеце Трајковски е командантот кој изабранува на бугарската армија, сега веќе комунистичка, да учествува на прославата на Скопје. Не македонската историографија измислува дека тој е Тодор Чушкаров. Значи, тука се тие две работи. Бугарската армија учествува во ослободувањето во Скопје, меѓутоа на бугарската армија македонските партизани решаваат да не им дозволува да учествува на прославата, за да биде победата на
на македонските партизани. Меѓутоа, човекот кој забранува на бугарската армија да влезе е Пеце Трајковски, кој исто така во тоа време е јасен македонец, меѓутоа повторно заради огромното србоманство, после си бега во Бугарија и пишува неколку книги. Васил Ивановски, според Кантарџиев, е татко на македонската историографија, човек кој напишал прв книга за македонската историја, зошто ние македонците сме посебна нација, ги дава основите на македонската нација, е прв уредник на вестникот Нова Македонија, член на штабот на македонските партизани, после 46 година, исто заради огромната србизација, си бега и јасен по своите бугарски чувства. Одиме понатаму. Петар Шанданов. Кој е Петар Шанданов? Еден од најголемите борци против Ванчо Михајлов. Сите македонски комунисти од Вардарска Македонија и сите македонски славни партизани да ги соберете на куп, нема толку борба против Ванчо Михајлов, толку обиди за атентати, толку убиени ванчовисти како што овој Петар Шанданов има направено. Доаѓа члене на АСНОМ, члене дури на президиумот Писичини на АСНОМ, после 2-3 години сваќа дека со овие македонски србомани, кои што до денеска повторно се повимпиреа, нема што да работи, си бега во Бугарија назад и дури се кае, има изјава, најголемата грешка во мојот живот беше што се борев за Македонија. Александар Мартулков, исто познат по име на македонскиот комунизам и на македонска ВМРО обединета, доаѓа член на АСНОМ, седи неколку години и тој си бега во Бугарија и умира во Бугарија на крајот. Борис Спиров. Кој е Борис Спиров? Борис Спиров е прв секретар на АСНОМ. Гледате, ние зборуваме за АСНОМ, а не знаеме кој е секретар на АСНОМ. Борис Спиров е прв председател на Македонското собрание, АСНОМско собрание, а после првото Македонско собрание. Борис Спиров е основач на лекарската комора на Македонија. Пред неколку месеци имаше некоја годишнина на основање на лекарската комора. Никој не го спомнава кој е првиот председател и кој е првиот основач на таа лекарска комора. Исто така, после некој оди таму негде живее, се преселува во Бугарија, во некое село, поубаво му е да живее во некој бугарско село, отколку со овие македонските србомани од 45-46 година, кои, како што кажав, денеска повторно владеат со Македонија. Туше Дели Иванов, познат соработник на Гоце Делчев, добива покана, тој не ни доаѓа во Македонија и да не бројам уште некои други кои не се толку важни. Значи, дали имало македонски бугари на АСНО? Значи има 3 структури на македонски бугари кои ги лоциравме и многу јасно ги докажавме дека учествувале на АСНО. Еве, тој е одговорот дали македонските бугари и помогнале на Македонија во АСНО. Пак ќе кажем, ова е непријатна приказна и за македонската историографија и за бугарската историографија, затоа што, според бугарската историографија, сето тоа е дело само на Титовите комунисти, а Бугарија нема ништо со тоа. Меѓутоа, сега доаѓа уште понепријатниот дел за бугарската историографија, нормално и за македонската историографија, затоа што тие во своите интереси се поклопуваат тука. И тоа е нешто што и претходното само од мене можете да го чуете во целата ова македонско-бугарска историографија, меѓутоа и ова сега што ќе ви го кажам, само од мене можете да го чуете од сите македонски и бугарски историчари на куп ставени. И каде што идеолошкото не им дозволува да ги погледнат објективните факти. Тоа е одговор на прашањето македонските бугари ништо и Бугарија ништо не направила за македонската нација. Па сега ќе докажеме дека македонската нација е точно кодифицирана од македонските бугари и дека најголеми виновници
затоа што постои македонската нација е токму Бугарската комунистичка партија и нивниот клон ВМРО Обединета, кои исто така нели се јасни по својата бугарска припадност, меѓутоа нели прават се за да ја направат македонската нација. Верувам, длабоко сум убеден, од многу изворни намери, меѓутоа очигледно тоа што го планирале, нели како што викаме домашниот есап, на пазар никогаш не испаѓа ист. Сигурно била една идејата, меѓутоа тоа што го добиле е сосема нешто друго. Значи, тука сега ќе почнем од официјалната македонска историја, затоа што ние нели вериме, многу ја сакаме официјалната комунистичка југословенска историја. Таму кај што ни одговара, таму кај што не ни одговара, не сакаме да дискутираме. Имено тоа е прашањето на формирањето на македонската нација, односно староста на македонската нација. И ќе тргнем од тоа што беше официјално според македонската историографија и југословенска историографија, дека од сите нации на Балканот македонските словени најдосна се освестиле за создавање на своја нација и дека процесите нели почнуваат кон крајот на 19 век, меѓутоа првото големо признавање доаѓа од Коминтерната 1934 година. Тоа и сами го учевме, тоа го имаше во нашите учебници и не знам сега нели малку не се поклопува со таа политика на Александар Македонски, меѓутоа тоа е официјалната македонска историја, не е некаква предавничка бугарска историја. Значи дека првото големо признавање на македонската историска нација доаѓа од страна на Коминтерната. Дека сме продукт на Коминтерната, подосна се изнаслушавме прво од српската, великосрпската политика на Милошевиќ, Шешелјова, партијата сега на овој председателот на Србија актуелен. Значи тоа го зборува, го слушавме со години од српските великошовинисти дека македонците се измислени од Коминтерната. Кога се засили битката со грците, после исто тоа го слушавме и од како се вика и од бугарската, од грчката нели политика, новинарство и сето она што следуваше, а во последно време најчесто го слушаме пак од бугарските и политичари и од бугарските новинари, историчари, дека македонците се продукт на Коминтерната. Значи, јас тука не бегам од официјалната македонска историја, дека првото големо признавање е направено од Коминтерната на македонската нација, односно ќе го употребаме еден збор кој македонската историографија го употребува за 45-та кодифицирање на македонскиот јазик, со иста смисла, не е никаква пежоративна, не е никаква негативна, значи кодифицирање на македонската нација, која е настаната малку порано и значи тоа е нешто со кое се занимавам посебно последните неколку години, затоа што тоа е феномен кој посебно ме интересира, како тоа дојде до формирање на македонската нација и признавање на македонската нација. И тука доказите се прилично јасни и како иде сето тоа. Значи 1932 година комунистите сваќаат, бидејќи Хитлер игра веќе се појавува, игра на политиката на нации, национализам, сето тоа, тие исто така да парира, го ставаат прашањето на правата на нациите, на националните малцинства, на националните заедници, како нешто што е нивно оружје. Во таа насока значи се отвара една дискусија во рамките на Коминтерната да кажат комунистичките партии каде има потреба од такво нешто. И прв кој дава реферат
дека има потреба од македонска нација, од македонски јазик, тоа е Дино Ќосев, за пред малку зборував за него како нели писател на тој текстот против ванчовистите во Македонија. Инаку тој Дино Ќосев во истиот тој текст пишува дека покрај тоа што нели четворица ванчовисти учествувале на Асном, тој пишува дека во моментот 51 година македонските комунисти се најголеми заштитници на ванчовистите. И таму има список на 20 луѓе, кои за кои вери тој дека се ванчовисти, кои побегнале од Бугарија и се скриле во Македонија, а македонската Југословенската комунистичка партија ги чува нив, ги штити. Тоа е многу интересно. Тоа е време кога најголемиот прогон на ванчовистите го прави токму Бугарската комунистичка партија. Според Лев Главинчев, тој е исто така еден македонец, член на ВМРО Обединената од Охрид, вели јас вика лично со своји раци имам убиено 200 ВМРО-вски ванчовисти, фашисти, ванчовисти во Бугарија. Значи тоа е време кога Бугарската комунистичка партија жестоко се пресметува со ванчовистите во Бугарија и сега овој точно наведува 20 имиња кои најверојатно може да се проверат дека ги крие Југословенската комунистичка партија натре во Југославија. Најверојатно тоа има идеолошки карактер кога Тито прави сојузи со сите и со секој за да се заштити сега пак тели од Сталин и неговата политика. Сега значи тој Дино Ќосев, инаку родом од Кукуш, член на ВМРО Обединета, 1932 година го прави првиот извештај дека постои потреба од македонска нација. 1934 година заедно тука негде со времето кога Коминтерната објавува дека признава македонска нација и македонски јазик, тој е ставен како главен на комисијата на Коминтерната за правење и создавање на македонска нација. Инаку во таа комисија нема ни еден србин, нема ниту еден грк, нема ниту еден титовист. Сите се членови на ВМРО Обединета или на Бугарската комунистичка партија. Тоа е малку така, нели, за бугарската историографија малку да се потосвести за некои работи. Инаку тој Дино Ќосев во 70-тите, во негде крајот на 60-тите години, овој еден македонски историограф, мислам Симевски се викаше, пишува исто така една посебна книга за него и наведува, нели тогаш се пресмитуваат малку идеолошки, малку историски, наведува дека тој е Дино Ќосев 60-тите години е нели еден од главните историчари на Бугарија. А вториот па главен историчар на Бугарија во тоа време е Асен Чаракчиев, кој е исто така заменик директор на Институтот по историја во Бугарија 70-те години, меѓутоа во 34-та година тој е еден од првите членови на првите воопшто македонци кои судски се изјаснил дека се чувствува по нација македонски воено судење во Бугарија. Значи, почнува процесот на таа македонска, нели, кодифицирање на македонската нација, каде што се главни македонските бугари од ВМРО Обединета и Бугарската комунистичка партија. Значи, после тоа, под закрила на Бугарската комунистичка партија се прави македонскиот книжевен кружок во кој учествуваат Вапцаров, Антон Попов, да не ги броиме сите други. Таков македонски книжевен кружок нема ниту во Грчката комунистичка партија, нема ниту во Српската комунистичка партија. Единствено само Бугарската комунистичка партија поддржува вакво нешто. Подоцна Васил Ивановски како член на Бугарската комунистичка партија, како член на ВМРО Обединета, ја пишува книгата првата историја официјална, нели, според Кантарџиев, зошто ние македонците сме посебна нација. Таа книга подоцна објавува, прв пат се објавува весникот на Ѓорги Перински,
Сега не знам дали се викаше Народен глас или не знам како се викаше тој. Инако, истата Бугарска комунистичка партија го праќа Ѓорги Пирински во Америка да се пресметува со МПО, каде што им објаснува на членовите на МПО дека тие се заблудени, дека се бугари и агитира дека треба да се прифати македонската нација. Да не зборуваме дека тука на терен активни се Асен Чаракчиев, Христо Каладжиев, Ангел Жаров. Тие се сите членови и на Бугарската комунистичка партија и на ВМРО Обединета, кои прокламираат и ја шират македонската нација на големо. Понатаму да не зборуваме дека Коста Веселинов, кој нема никаква врска со Македонија, од Дупница е роден, тој ги пишува книгата Македонската преродба, кој е практично прв учебник по историја во Македонија после 45 година. Да не зборуваме за Венко Марковски, кој е прв човек кој напишал книга на македонски јазик. Да не зборуваме за Тодор Павлов, тој е исто така избришан од македонската историја, тој е практично најголемиот филозоф кој Македонија го има дадено. За жал, тој е филозоф на социјалреализмот, меѓутоа едно време бил број 1 на се она што се нарекуваше социјализам во источниот комунистички свет. Тодор Павлов е човекот кој ги предава официјално моштите на Гоце Делчев на Македонија. Да не го спомнуваме, практично според Венко Марковски, тој е и таткото на некој начин, Тодор Павлов, на македонската нација. Да не зборуваме за Димитар Стојанов Мино. Знаеме ли кој е тој? Димитар Стојанов Мино е 20 години водител на Радио Москва емисија на македонски јазик. Тој човек има направено за афирмација на македонскиот јазик повеќе од многу други македонски писатели и љубители на македонскиот книжевност. Меѓутоа, после тоа и тој има напишено книга дека тоа со тешко срце го правел, тоа морал да го прави за тоа што му било наредено, меѓутоа тоа е па сега станува збор за бугарската лицемерен поглед кон македонската историографија. И така, еве, го заокруживме, значи, зошто ги кажувам? Практично овие луѓе сега последните што ги наведов, се татковците на македонската нација, се татковците на кодификацијата на македонската нација. Тоа се луѓе кои во одреден момент направиле се македонската нација и македонскиот јазик да бидат кодифицирани и после тоа, заради жестоката србизација на Македонија, се откажуваат македонската нација и повторно ја прифаќаат комплетно тезата и се декларираат како македонски бугари. Значи, ова последното, поентата ми е не дека само македонските бугари не направиле ништо за македонската нација, туку по-добар доказ дека македонските бугари ја кодифицирале македонската нација и македонскиот јазик не постои. Така, почитувани пријатели, одговоривме на прашањето зошто треба да ги внесеме бугарите во Македонија. Значи, македонските бугари се дел од македонската историја, се дел од она што значи создавање на идејата за самостојна Македонија, создавање на идејата за македонска нација, македонски јазик, во сите фази, па вклучително и во последната во 90-та година. Значи, сакам само да ви кажам дека го зборуваме за периодот после 90-та година, јас не можам да го употребам зборот македонски бугари, иако имаше и такви многу кои се чувствуваа за македонски бугари, меѓутоа најголем дел од нив беа луѓе кои ја знаа општата историја за меѓу Македонија и Бугарија, меѓутоа она што се нарекува македонско беше чисто кај нив. И тоа е една од најголемите грешки на бугарската политика после 90-та година,
што почнаа да прават диференцијации дали си македонец, дали си бугарин и направија таков автогол што не може никој друг да им го намести тој автогол, затоа што јас 98% од оние што ги знам, кои се чувствуваат блиско до Бугарија, знаат општата историја со Бугарија, секогаш кога ќе опрашаш што си ти, македонец или бугарин, ќе каже дека е македонец, кој знае за блискоста со Бугарија. И во таа насока можам да ја кажам, во раните 90-ти години ВМРО вриеше од такви луѓе, кои многу добро ја познаваа историјата, општата историја со Бугарија, меѓутоа секогаш Македонија како самостојна се вградија во идејата за самостојна и независна Македонија. Значи, можам да ви го кажам фактот, дека 90-91 година, кога се боревме за самостојна и независна Македонија, ќе го поставам вака прашањето. Најдете еден македонски србин кој ја поддржа идејата за самостојна и независна Македонија. И од друга страна прашањето, најдете еден македонски бугарин кој не ја поддржа идејата за самостојна и независна Македонија. Такви примери тешко ќе најдете. Значи, македонските бугари се борија за самостојна и независна Македонија во сите фази, вклучително и таа фаза од 90-та година наваму, и во таа смисла не знам што е тоа што денеска Македонија ќе го изгуби ако нив ги направиме како дел, инклузивен дел од македонското општество. За жал, ние гледаме на реторика од денешната актуелна власт, од актуелната власт, реторика према македонските бугари како што било 45-та, 51-та, 62-та, раните 90-ти години. Значи, денеска, ако ја гледаме реториката на актуелната власт, ние ќе видиме дека ништо по тоа прашање не е променето. Затоа, како некој што ја создал ВМРО 90-та година, некој што ја воскреснал идејата за самостојна и независна Македонија, некој кој прв зборуваше за таа идеја, сакам да ги кажам аргументите зошто македонските бугари треба да бидат дел од уставот на Македонија. Благодарам.